Благодарам, почитувам подпредседател на собранието, почитувани представници од владата, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денеска е нов ден, нова седница и повторно ново задолжување на граѓаните на оваа држава. Исто како и преходните седници, веќе почнавме се задолжуваме два пати на една седница. На Пладне се задолживме 46 милиони евра за земјоделие, по Пладне се задолжуваме со нови 100 милиони евра за поддршка на малите и средни предпријатија. Дали некој во оваа влада има план како овој долг ќе се враќа? Кое стопанство ќе го враќа овој долг кој што го правите или го правите, и се прашувам кој ви даде мандат да катадневно по два пати на една седница се задолжува оваа држава? Дали во изборите 2020 или 2016 година им кажувавте на вашите симпатизери, поддржувачи или гласачи дека кога Социјалдемократскиот сојуз ќе ја предводи владата, ќе се задолжува по два пати на една седница? И повторно ќе ви повторам, кој ќе ги враќа овие долгови? Континуирано се задолжуваме од нова година наваму, за 4-5 месеци сме повеќе од 1 милијарда евра задолжени. И тоа само од ова собрание. Дополнителни милиони евра, согласно закон, се задолжува владата на Република Македонија. Прво имавме 700 милиони евра еврообврзница, потоа имавме 25 милиони евра за енергетска ефикасност, па 21 милиони 500 евра за реформи во основно образование, па 70 милиони евра за на Петре Шилегов автобусите да му ги плаќа цела Македонија, па нови 37 милиони евра, на Пладне 46 милиони евра за земјоделие и сега 100 милиони евра за поддршка на мали и средни предпријатија. Ова ги мине сите граници на толерантност кои што може да ги има ова собрание. Сите извештаи кои што ги имаме од сите меѓународни реномирани институции и организации кажуваат дека наглото задолжување, без при тоа да имаме план и стопанство кое што ќе не раздолжува на долг, односно на среден рок, оваа држава ќе има сериозни проблеми. И за да не биде доволно тоа што не задолжувате, континуирано имаме зголемување на акцизи, имаме зголемување на даноци, бензините растат, енергијата расте, струјата ја покачивте и се поставува клучното прашање кое што го зборуваат и граѓаните. Каде се парите, почитувани представници од владата на Република Македонија? Кажете му на овој народ каде се парите. Од една страна зголемувате акцизи, зголемувате даноци, зголемувате се што може да се зголеми, а од друга страна секоја реформа ја правиме со кредити и нови кредити и нови кредити. Кој ви го дава мандатот за ова да го правите? Доколку ги видиме последните извештаи, бидејќи ова го зборувате дека е ковид мерка, само 329 милиони евра, почитувани пратеници, само 329 милиони евра буџетски средства оваа влада му има помогнато на стопанството. Тоа е документ кој што сами си го објавија на веб сајтот на владата на Република Македонија, во кој што стои дека директна поддршка од буџетот за цела 2020 година плюс јануари, февруар месец 2021 година е само 329 милиони евра. Тие за помош од 281 милион евра ги сметаат оние кредити кои што им беа репрограмирани на населението во државата. Репрограмирањето на кредити се рачуна за помош, ама не кажуваат дека 34 милиони евра во основ на камати на тие кредити народот си ги плати. Не кажувате дека денеска, додека се задолживте 46 милиони евра на Пладне, од НБРМ ви дојде дека инфлацијата во оваа држава се зголемува од 1,5 на 2,2%. Колку посто инфлацијата е зголемена во оваа држава? Тоа никој не го зборуваме,
тоа никој не го дискутираме. Ова кое што го зборуваме со долговите, значи живот за овој народ и живот за оваа економија и живот за оваа држава. Од гола политика зборување цело време, ќе биде вака, ќе биде така, никој нема подобро утре, а како тргнала економијава е слична на пандемијата. Повеќе не знам од што повеќе да се плашиме како граѓани, дали од пандемијава и неспособноста да се справите со незе, или од економски резултати кои што покосуваат и бројките се немилосрдни. Уште еден поаток. Меѓународниот монетарен фонд заклучно со 17 март 2021 година вели дека оваа влада во здравство, во ковид, потрошила само 19 милиони долари или 16 милиони евра. Ако само 16 милиони евра сме потрошиле за здравство, а само 329 милиони евра сме потрошиле за директна помош на стопанството, каде се рестото од 1.200 милиони кои што не задолживте само преку Собраниево за 4 месеци? И каде се милионите за кои што владата се задолжува согласно закон? Тоа ве молам, почитуван заменик министер, да ми одговорите. Предлог закон за гаранција на државата за поддршка на малите и средни предпријатија во вредност од 100 милиони евра. Тука се поставува прво и основно прашање. Ова не е мај месец 2020 година. Овој заем требаше да биде 3 пати поголем во мај 2020 година. Сега на владата и текнува, после 14 месеци корона криза, после 14 месеци немаштија на фирмите, после 60.000 луѓе кои што изгубија работни места и после 6.580 фирми кои се затворија, сега да им помогнеме на фирмите и на стопанството, и тоа треба да го сватиме како триумф на владачката гарнитура, а не како пораз на истата. Ако секоја реформа во образование, во здравство, во енергетика, во се ја правиме со кредит, логично е тогаш овие 100 милиони евра да ги надополните уште 200 од буџетот на државата. Логично е тогаш од парите од акцизи, кои што ги зголемите за 3 денари на 1 саат пред полициски час, дел од тие средства додат за поддршка на стопанството. Логично е малку вашиот егоизам како власт, како влада да го напуштите и повеќе пари на вистина да отидат во компаниите и во стопанството. Дајте намалете ги даноците, дајте вратете ја струјата, дајте вратете ги цените на горивата, дајте да имаме поевтина енергија, нашите производи, нашите компании да имаат помал инпут за произведен производ. Дајте да бидат поконкурентни во Европа и во светот. Дајте од тие пари од ДДВ, што ќе дојдат перспективно во државата, да имаме план и како ќе го враќаме ова. Престанете со политиката. Овој месец морам да си го наплатам марачот од рајата. Морам до локални избори да обезбедам за патчиња, за неспособните градоначалници да ги алиментирам. Морам да му направам еден голем проект на Петре Шилегов, пошто неспособен е мрзлив и не го бива. Ама тоа не е добро перспективно за државата. Тоа не е добро перспективно за идниот народ. Ви кажав и на комисија, ќе ви повторам уште еднаш. Мојот концепт на макроекономија е помалку пари во државата. Мојот концепт на макроекономија е намалување на даноци, фирмите да имаат поконкурентни производи, да ги извезуваат, да влезат свежи пари во државата и од данокот потоа од царини, акцизи и други стоки, државата да оди напред. Со политика во која што само ќе зимаме кредити, а нема да се откажуваме од партиската администрација, нема да се откажуваме од привремено вработени по министерствата, општините, јавните предпријатија и агенциите, да знаете дека на државата иследи многу лошо сценарио. И на крај, пред да завршам, ви го поставувам на следниот репликант, доколку има
прашањето кое што го поставив и на прошлата седница во која што имавме две задолжувања. Ако колеги со 3,7 милиарди на долг, односно 47% од GDP бевме грчко сценарио, со 7 милиарди и 150 милиони евра и 65% долг сега, какво сценарио сме моментално да ми кажете? Благодарам. Реплика заменик министерот за финансии, повелете.